Со сечење црвена линта денеска официјално започна со работа вториот погон на странската компанија Магна во тир зоната во Штип. Согласно презентацијата во оваа фирма до 2027 година треба да има најмалку 600 вработени кои ќе бидат добро платени. Инвестицијата е вредна повеќе од 40 милиони евра, а за 3 до 4 години се очекува извозот да достигне ниво поголемо од 100 милиони евра. Практично отпочнува и официјално со производство вториот погон на компанијата Магна во Македонија, овде во Штип. Првиот е во Струга, вториот е тука. Ако биде секако што треба, ќе се радуваме и се надеваме на трет ваков производен погон. Од она што можете да слушнете, од презентацијата на самата инвестиција, станува збор за инвестиција која што ќе биде повеќе од 40 милиони евра. Во својот пик ќе вработува повеќе од 600 вработени. Очекувам за 3-4 години од денеска извозот да достигне ниво поголемо од 100 милиони евра само од ова инвестиција, односно од овој производен погон. Така што сето она кое што го зборуваме во делот на подобрување на економските перформанси на државата, ние како влада работиме и ќе сториме се што е во наша моќ да привлечеме што е можно повеќе ваков тип на инвестиции. Освен ова, во тир зоната во Штип за една година се очекува да инвестираат најмалку 5 странски инвеститори и да има 5 нови компании. На ваков начин драстично би се зголемил стандардот на граѓаните, а ќе се придонесе и за развој на градот, поголем број вработувања и солидни плати. Апсолутно, да, има неколку компании кои што се заинтересирани да инвестираат овдека во Штип, односно во овој тирс овдека, технолошко-индустријската развојна зона Штип. Јас очекувам, ако не сите, најголемиот дел од нив да донесат одлука уште оваа година, со што драматично ќе се подобри стандардот на штипјани, но и на сите оние кои што гравитираат околу Штип град. Па мислам дека се околу 5. Околу 5 во моментот кои што се веќе во последна фаза. Отворањето на оваа компанија во Штип представува стратешка инвестиција со што ќе се зајакне конкурентноста на државата и како локација за странски инвестиции.